Петмината убијци биле професионалци од Косово кои влегле во Македонија со единствена цел – ликвидација на Жила и нему блиски луѓе, е една од теориите кои, како што дознава Алфа, се разгледуваат како можно сценарио за расветлување на синокешната свирепа екзекуција во центарот на Скопје. Полицијата засега официјално нема никакви информации за нивниот идентитет и за тоа дали ја напуштиле државата. За разлика од убијците, двајцата убиени Јетон Кривањева, алијас Жила и Енес Усеини за јавноста се добро познати како наркобосови и големи играчи во криминалното подземје. Кривањева се поврзуваше со покањето во Александар Палас во 2019 година, каде исто така наводно тој бил мета. Во инцидентот во хотелот тогаш беше и познатиот криминалец Камери Дризи, која преживеа престрелката, но беше убиен по 2 години. Кривањева, кој јавноста го знае како наркобос, може да се види на фотографии со спикерот Тала Џафери, но и контроверзниот косовски екс-лидер на УЧК Рамуш Харадинај. Неофицијално Жила бил близок и со луѓе на фракцијата во ДУИ. Двајца убиени, неколкумина повредени, 50 полицајци и најмалку дупло повеќе роднини и пријатели на убиените. Синокешната вооружена пресметка како да не се случила. Утрото мирно во старата скопска чаршија. Како на сцена од акционен филм, 5 лица со фантомки на главите влегле во локалот во старата скопска чаршија, откако ги нашле двете мети на вториот кат, им пукале во главата, пошто се дале во бегство со Ауди А6. Само 20 на минути откако била пријавена пукотницата, возилото со кое избегале било пронајдено запалено. Сите обезбедени и подигнати траги и материјални докази од лице место во гостителскиот објект во кој се случи настанот се предадени на вештачење. Обезбедени се снимки од надзорот на самиот објект, на околните објекти, како и на системот Безбеден град, кои детално ќе бидат проверени. Јавниот обвинител издаде наредба да бидат извршени разговори со повреденото лице, со неколку други лица кои биле присутни во гостителскиот објект за време на настанот, како и со други лица кои би можеле да имаат некакви сознанија за инцидентот. Од полицијата, но и од болницата потврдија само за еден ранет, 34 годишен скопјанец со пристрелни рани во нозете, но очевидци тврдат дека имало повеќе мина повредени, за кои досега ниту се демантира, ниту има потврда. Едно лице со 2 прострелни рани е донесено во клиниката синоќа во 20 часот и 15 минути со приватно возило. Констатирана му е прострелна рана во пределот на левото стапало и поголема рана во пределот на десната подколеница, а по укажаната лекарска помош е пуштено на домашно лекување. Од центарот на Скопје истражните органи се префрлија на собирање докази од изгореното Ауди, кое претходно бил полиен со бензин. Во текот на ноќта беше обезбедена уште една локација на патот кон Горно Оризари, каде беше пронајдено опожарено возило Ауди. По насоки на јавниот обвинител, денеска увидни екипи на МВР вршат детален увид и преглед на таа локација, а сите прибрани траги и докази исто така ќе бидат предмет на вештачење. Ова не е прво убиство во Скопје кое се поврзува со организирани криминални групи и кланови, а за кои јавноста тврди дека се дел од врската со политичките елити од власта.